V imето на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, во текот е светиот и чесен пост, спасителен, за нас православните християни, од Светата Црква Божија благословен да се пости во чест на два големи празници. Господниот празник Преображение на нашиот Господ и Спасител Иисус Христос на Светата гора Тавор и успението на Пресветата Богомајка Богородица, нашата молителка и спасителка пред престолот Божи, нашата молитвена застапничка. Првиот празник, по чија чест постиме, Преображението Господне, ни доаѓа практично за 2 дена, во среда славиме, ке служиме торжествена света литургија, со осветување на грозјето, после што ке можеме и грозјето, и смоквите, и секое друго обушје да го употребуваме на нашите трпези. До сега, сите тоа го знаеме, треба да се воздржуваме, особено од грозје и од смог. Но, за големината и значењето на постот може многу да се зборува. Јас би се задржал само на оние зборови што самиот Христос денеска ги употреби, за да го открие значењето на постот во животот на христијаните. Но зборовите што Христос ги употреби за постот и им ги упати на светите апостоли, мораме да ги ставиме во контекстот на настанот што денеска се случи во денес читаното евангелско читање. А што именно се случи? Загрижен татко со својот болен син му пристапи на Христа Господа и бараше од него да го излекува неговиот син, бидејќи никој друг тоа не можел да го направи со неговото дете, иако тоа го барал од сите за кои што сметал дека можат да помогнат. Едни од тие биле и самите ученици Христа, кои им пристапил ним и ги замолил да му го излекуваат синот. Тие прифатиле и направиле се да му помогнат на ранитиот татко, но не можеле да го излекуваат детето. Детето било болно од епилепсија, симптомите на болеста се јасно определени и запишани во евангелскиот текст, но за таа болест се крија демонот на немост. Човекот што пие, му се подава на демонот на алкохол. Човекот што употребува дрога, му се подава на демонот на дрога. Секоја страст што го мори животот на човекот, зад себе има еден од неброените демони во легиите демонски со кои што употребуваат нивните
началници. Христос се разгне кога чу дека никој не може да му помогне на детето и покрај барањето на неговиот народ. Особено го погоди немокта на неговите ученици. И тогаш тој упати неколку жестоки зборови, кои што важат до секој човек, стигаат до душата на секој човек и во секое време од историјата на овој свети век, па и до нас, до нашите души, до ова наше време. Првиот прекорен збор што ни го упатува нам е зборот маловерен. Ајде да го запаметиме и да размислуваме во себе. Зошто Христос не нарече маловерен? А потоа, откако не наречен маловерни, тој кажа уште неколку зборови кои што се однесува пак на него лично, визави нас, такви какви што не опише. До кога ќе ве чекам? До кога ќе ве трпам? Тоа се жестоки обвинувања упатени на наша адреса. И сето тоа ќе беше пусто и неправено обвинување, ако обвинувањето не е точно. Но ние знаеме дека обвинувањето е безпрекорно и совршено точно. Маловерни сме и Христос навикна просијак стои пред дверите на нашите срца и чука да му отвореме за да влезе во нашиот живот. И токму тој дел, отворањето на портите на нашите срца изостана. Токму тој, најважниот дел. И затоа и ни ги упатува Христос зборовите. До кога ќе ве чекам? До кога ќе ве трпам? И заповеда да му го донесат болното дете. За кој што таткото му каже, дека бидејќи било под власта на демоните, паѓало во огин и во вода. И многу често се наоѓало во опасност да го изгуби својот живот. Христос, со причинителот на таа болест, заврши по кратка постапка. Му заповеда да излези и да ги ослободи внатрешните предели од битието на тоа дете. И демонот послушно излезе и во тој час синот на ранитиот татко од болеста на своето дете сосема се излече. И гледајте, после овој настан, сетите апостоли му пристапија на Христа и насамо, без да чујат другите, го праша: Учител, зашто ние не можевме да го излекуваме ова дете? И Христос им ја кажа вистината што важи и за нас, и што треба да ја запаметиме. Затоа што сте маловерни. Им повтори Христос. Гледајте, Христос воопшто кога ќе каже нешто, не проверува дали е или не е точно. Совршениот
безгрешниот и несмртниот живот негов. Таква ја прави и неговата мисла и неговиот збор. Но додаде, зошто сте маловерни? Им објаснува сега Христос, односно нас. Затоа што им вели, кога би имале вера, малечка, како синапово зрно, а зрното на синапот е најмалечкото семе меѓу сите семиња на светот. Од поштен што никне огромно дрво. Верата е мала, а плодовите на таа малечка вера во нас се джиност. Но бидејќи ја немаме и таа вера, колку синаповото зрно, ние не можеме да го побараме оноа без што не можеме и притоа побараното да биде послушано и исполнено. Ако ја имате таа малечка вера, вели Христос, ке и кажете ли на планината да се помести од овде таму, и таа ке се помести. Ако е тоа можемо, а можно, тогаш се друго е можно. Ако е душекорисно и спасително за нас вовек. Но Господ не е исполнител на нашите желби. Ние не можеме се нешто од Бога да побараме. Какви се глупости ние бараме секојдневно од Него. Само да се преслушаме, само да се преиспитаме. Колку е срамно тоа што Него му го упатуваме и од Него го бараме. Но тој не може по умот наш човечки да тргне и да се претвори во некој кој што ги задоволува нашите кефови. Бог прифаќа и благословува само она што е спасително за човек, што го овечнува и обесмртува. Само она што го прави вечен граѓанин на вечниот град, небесниот Јерусалим. И после овие зборови, Христос им ја кажа, целосно им ја откри тајната, како се победуваат демонските сили. Демоните, родот демонски се победува и се истерува само со пост и со молитва. Токму тоа го живееме сега во пресред на големите преображенски и успенски празници на Светата Црква Божја. Нашиот пост да биде вистински пост и нашата молитва да биде вистинска молитва. И не оние најгласните политичари што ни ветуваат мир и благосостојба, туку ние, незнаените, анонимните, од сите потурнатите и заборавените, по силата на постот и молитвата, ќе му обезбедиме иднина на човештвото и на светот. Амин. За многу години.